Јас сум заложник на мрачни политички сили. Боки 13 на крајот од денешното рочиште во негов стил и на висок тон одржа говор во судницата што беше причина за кавга меѓу него, обвинителството и судот. Од шутка му пишал на државниот обвинител Љубомир Јовески, каде образложил неговата здравствена состојба, но барал и изземање на обвинителката Вилма Русковска поради корупција. Дали за лицето Вилма Русковска треба да поднесам кривична пријава до обвинителката Вилма Русковска? Каде да ја пријавам Вилма Русковска за корупција од 4 милиони евра, зашто имам несоборливи докази? Јовановски читаше членови од Уставот, рече дека е дискриминиран, се жалеше на неговата здравствена состојба, најави дека ќе поднесе 19 кривични пријави. Судиката Весна Николовска-Маневска на неколку пати го предупреди дека ќе го отстрани од судницата и му посочи дека треба да зборува конкретно за случајот, пошто се вмеша и неговиот адвокат Сашо Дуковски. Не сум идиот, знам каде се поднесуваат кривични пријави, каде да пријавиме кога Јовески не враќа назад во судот. Адвокатот на Боки 13 надвор од судницата не сакаше да ги дообјасни ставовите на неговиот клиент. Тоа ќе треба да го прашате Бојан, затоа што тоа не се мои зборови. Јас сум бранител негов, јас него го поддржувам, но он има некои сознанија што не мора да ги подели со мене. Слободно јас ќе ви помогнам, можете да го прашате и ќе ви објасни детално во врска со тоа. Алфа за обвинувањето од Јовановски побара одговор од државниот јавен обвинител. Дали Јовановски му пишал писмо и дали барал изземање на обвинителката Русковска. Државниот јавен обвинител преку Основниот суд Скопје 1 доби писмо од обвинетото лице. Во писмото освен за здравствената состојба на Јовановски, зашто досега во повеќе наврати зборували во судница, нема никакво барање за изземање на обвинителката Вилма Русковска. За обвинувањето на Јовановски дека Русковска е вмешана во криминал тежок 4 милиони евра побаравме став и од обвинителката. Ги охрабрувам сите кои имаат какви било докази, за кого било, да ја информираат полицијата и да ги достават доказите до МВР. Во сенка на рочиштата за милионскиот рекет за што обвинети се Бојан Јовановски и екс-специјалната обвинителка Катица Јанева, неколку дена на Facebook страницата на веќе згаснатата 1 ТВ се појави предупредување дека со име и презиме ќе биле објавени имињата за како што се наведува тивката ликвидација на Бојан Јовановски.